Добродојдовте во 3D центарот во Скопје. Овие минути за стоматологија ги посветуваме на денталните импланти. Во продолжение му посакувам добри ден на доктор Димет Цветков. Ви благодарам што повторно сте во 3D центарот. Благодарам на покана. Докторе, ајде веднаш да започнеме. Што е тоа дентални импланти? Денталните или забните импланти се посебно дизајнирани направи кои што имаат улога да ги надоместат изгубените заби во вилицата и тие всушност се вградуваат во вилицата и улогата им е да ги надокнадат изгубените заби, односно изгубениот корен. Какви се видови на импланти се употребуваат во стоматологијата? Постојат повеќе поделби на имплантите, така да во зависност од тоа каде се поставуваат, генерално, значи тие се поставуваат во вилиците, направена една поделба во смисол да постојат трансдентални, субмукозни, субпериостални, ендоосеални импланти. Меѓутоа, кога зборуваме за импланти, најчесто мислиме на ендоосеалните импланти и всушност тие некаде завземаат околу 95% од вкупно поставените импланти во вилиците. Тие импланти кои што ги вградуваме се всушност направени од одредени биокомпатибилни материјали кои што треба да се однесуваат индиферентно спрема околното ткиво, така да кога зборуваме за импланти, најчесто зборуваме за импланти кои што се изработени од титаниум. Докторе, кои се индикациите и предусловите за успешна имплантна терапија? Индикации за поставување на импланти имаме во случаеви кога недостасува барем најмалку еден заб или кога недостасуваат повеќе заби. Што всушност се случува во вилицата? Кога имаме едно интактно заболо, односно кога постојат сите заби во вилицата, забите се наоѓаат во една биомеханичка рамнотежа. Секој губење на некој заб веќе допринесува да дојде до губење на таа рамнотежа, така да се случуваат промени од типот на некакви ротации, инклинации, извртување на забите, елонгации, издолжување, така да всушност доаѓа и до пореметување на основната функција на тој систем, односно доаѓа до пореметување на жвакалната функција. Последователно од тоа доаѓа до пореметување и на естетската функција. Сето тоа доведува до проблеми и со фонацијата, односно со изговорот, па се јавуваат едноставно и проблеми од типот на психолошки проблеми. Едноставно, значи, настануваат сплетна околности во кои што луѓето кои што имаат изгубено заби се наоѓаат во една незавидна состојба и едноставно бараат решение. Сега се поставува прашањето како, нели, ние тоа сето да го вратиме во таа првобитна состојба, односно да се врати самодовербата. Да се врати самодовербата на луѓето. Постојат повеќе начини како тоа да се реши и тие сите нешта се работат со медицина базирана на докази, нели? Меѓутоа, не секогаш луѓето сакаат да состружат 1, 2 или 3 или повеќе заби или да носат протези, помагала кои што се помалку комфорни и така. Значи, имплантот е нешто кое што релативно едноставно се вградува и се доаѓа до онаа првобитна состојба во која што се чувствува фактички човекот најкомфорно. Мислам дека никој не би сакал да состружи 2 или 3 здрави заба, а да добие еден. Тука се имплантите кои што нас ни се наоѓаат, ние ги вградуваме и доаѓаме до она кој што е потребно. Имаме состојби во кои што имаме и парцијални, односно делумна беззобост, тотална беззобост, каде што имаме недостаток на забите комплетно, дали тоа во горна или во долна вилица, па со поставување на неколку импланти едноставно можеме да постигнеме ефект во смисол да ја вратиме првобитната состојба, да ја вратиме мастикацијата, да ја вратиме естетиката, а со тоа всушност да ја вратиме и самодовербата кај луѓето.
имплантите. Докторе, пред да преминеме на процесот како се одвива, би сакала да ве прашам како пациентите реагираат кога треба да им соопштите дека треба да им се вгради имплант, бидејќи споменавте дека е психолошка бариера, па верувам дека тука ваш удел има многу и да ги омекнете, да им објасните како го прифаќаат тоа. Па видете, значи во последно време со оглед на тоа што луѓето главно се едуцираат, гледаат, читаат. Мислам дека веќе имплантите не се таа табу тема што беше пред неколку години. Едноставно гледам во последно време дека ако нештата се решаваа на времето, како што реков претходно, посебно при губење на еден или неколку заба, да едноставно да се стружат, да се изработуваат мостови конструкции, веќе тоа оди во правец на поставување на импланти. Докторе, ајде сега да ја објасниме постапката за имплантирање. Како се одвива процесот? Па самата постапка за имплантирање, нешто беше спомнато и во првата емисија, значи оди во неколку фази, односно поточно во 3 фази. Првата фаза е фаза на подготовка, односно планирање на имплантирањето. Втората фаза е хируршката фаза, во која што се фактички се изведе самиот чин на поставување на импланти, и третата фаза е фазата кога треба да се оптеретат имплантите, односно да се изработи суправструктурата врз имплантите. Во таа подготвителна фаза, односно во фазата на планирање, многу е битно да се види дали имаме соодветна коска, дали е таа доволно квалитетна, дали е доволно висока, широка, дали имаме дебелина, густина, и за сите тие нешта ни се потребни претходни испитувања од типот на некакви рентген снимања, 3D анализи, со кои што ние ќе ги добиеме сите тие податоци. Предпоставувам во тоа ви помагаат 3D центарот во кој што се наоѓа. Апсолутно, сметам дека без една 3D снимка самиот процес на имплантирање воопшто не треба ни да започне. Самиот чин на поставување на импланти е релативно едноставен. Значи сето тоа се работи со локална анестезија, значи се аплицира локална анестезија, пациентот е свесен, постапката е комплетно безболна, се прави хируршки рез, се експонира алвеоларниот гребен, се формираат лежиштата каде што ќе се постават имплантите. Во сета таа постапка се користат посебни апарати, физиодиспензери, посебни сетови, дрилови, кои што во зависност од имплантниот систем производителите го изработуваат, така да после поставувањето на имплантите следува еден период на осеинтеграција на имплантите, кои што во долната вилица некаде се смета дека е доволно 2 до 3 месеци, во горната вилица 3 до 4 месеци. Значи, после имплантирањето, нешто што е задолжително, тоа е да се направи контролна рентген снимка, да се види како е тоа сработено. Се поминува тој период од 2-3, односно 3-4 месеци во горната вилица, и потребно е да се продолжи понатаму во смисол да се изработи суправструктурата за врзи импланти. Морам да ве прашам, зошто е различно во однос на паузирањето во месеците од долната и горната вилица? Па тоа е во врска со самата структура на коската. Значи во долната вилица има малку по-народски кажано збиена коска, по цврста, по-јака коска, за разлика од горната вилица, кај што имаме поспонгиозна коска, па е потребно малку подолго време за да дојде до таа осеинтеграција на имплантите. Дали добро забележав, рековте дека процесот е безболен за пациентот? Да, апсолутно. Меѓу моите пријатели и познаници често се зборува дека постојат одредени типови на квалитетни и неквалитетни импланти. Дали има разлика во однос на тоа од која земја доаѓаат, каде се произведуваат или? Па видете, тоа се најчесто некакви маркетиншки трикови. За еден имплант се смета дека е онолку добар доколку остани во вилицата. Така да сметам дека апсолутно нема никакво значење дали на имплантот пишува дека е изработен во Германија, во Швајцарија или не знам каде.
Нешто што е најважно е тоа што го кажав и во претходниот дел од емисијата. Добро планирање, внимателна работа, поставување на толку импланти колку што е потребно, или поинаку кажано, со секој имплант фактички доаѓа серијски број, доаѓа бар-код, да се знае кој го произвел тој имплант. Сметам дека едноставно некои работи не смеат да се прават на сметка на пациентите. Да, значи да се тргнат тие мисли и тие разговори помеѓу луѓето дека германските се подобри од италијанските и така натаму, верувам дека ние помогнавме и го разграничивме. Тоа и објаснивме многу работи кога станува збор за денталните импланти. Доктор Цветков, ви благодарам што бевте со нас. Благодарам и на вас. Ви благодарам и на вас, почитувани, што бевте со нас во уште една епизода на Минути за стоматологија.